презент на мојот град, вози ме на ритам рап, клик-клак, па навлекувам во теми, срање во тече по вени, добар бит, тврд секогаш. Нешо Урбански, Саша, Леон, Симе, Дико, Пикси и диџеј Попај, споени во едно име авторизација. Различни приказни ги донесуваат во составот, но едно е заедничко – љубовта кон рапот. Бројни синглови, настапи и спотови оставија изминативе години. Осумината Велешени, кој пред 8 години го формираа рап составот Авторизација, 2 недели пред промоцијата на долго очекуваниот албум Убитон, вечерва ја раскажуваат својата успешна приказна. Како започна, од каде идејата и љубовта кон рапот, за рап културата во Велес и Македонија, како и за ексклузивните детали за промоцијата на албумот, разговараме со Нешо, Дико, Попај и Зоки. Лесници за анализа, бога ми и за прогноза. Од тебе консумираш актуелност и копираш. Чувствата ги игнорираш, материјални ствари експонираш. А коментираш, да им е ке еволуираш, а не разбираш дека своето јас. По долго време конечно се очекува датум за излегувањето на вториот албум на Авторизација. Кога, каде и што ќе се случува на промоцијата? Така, значи по долг временски период излегува албумот на Авторизација. Да го напоменам, насловен Убитон. Вториот албум што излезе на Авторизација, првиот е на Пикси. Датумот го изреализиравме и ќе биде на 29 април. Точно на овоа место, во куќата на Павот. Да, местото на Злостарот. И со почеток во 9 часот или 21, 2.00. И само можам да кажам дека ќе се дружиме, ќе има дружба, промотивно албумот ќе си оди, ќе чини 200 денари, промо ќе си оди 150 денари, вечерта на промоцијата. И ги поканувам сите што ни се пријатели, рапери што обожаваат таква музика. Од поштовање да си дојдат, ќе си го плати албумчето, ќе си издружиме пивце. Непријатели. Да, и непријатели, не е страшно, битно да се дружиме. Зошто се чекаше толку? Па вака, скоро од 2009 година, 2010, кога се почнало, нели, тој временски период, од тогаш до сега имаме склоп направено, оноа што е најјакото од Авторизација што стоело во фиока, сега го вадиме. Значи, ТХЦ-то. Кој се работеше на него и што сеќе се најде на албумот? Па вака, значи, од вие минати 8 години, значи, најчесто сега вие што ги одбравме траки шоат во Убитон, музиката е поголем број од мене, од Саша и од Симе Кифа. Ама ќе се најдат и матрици и инструментали од DJ Гоце Сав, од Ангело СКЦ. Исто така имаме скречови, ни гостува DJ Оки Долки и Страйк Гоце Сав. Да, и Страйки Гоце Сав. Тоа е тоа. Значи, мастерот и целата продукција на крај беше од Темелко Андреев Импакт продукција, така да поздрав и до него. И тоа реализирано е сега да има таков харизматичен и црнечки звук, ќе биде остро и ќе биде добро, пак има Чисто крвен белешки. Од каде наоѓате инспирација? Мислам дека одговорот сите истиот ќе го кажат од секојдневие, значи тоа е тоа. Добри, лоши дружби, така натаму. Сите 9 членови функционирате одлично сите овие изминати години. Што ве одржува во такво темпо? Кој го има последниот збор? Па пред се функционираме на компромис, значи 9 глави, 9 пати различни мислења ќе чуеш. И мора да има компромис, мнозинство изгласува Гласът за е најдоброто присутни на воздржани. екипата. Да. Деша да имаме Мора да хиерархија, има најчесто така. сме анархија. Бидејќи анархија ќе има кавги баги. И така, а сплотени на држи другарството и тоа е тоа. Ме интересира како започнавте, со оглед на тоа дека сите 9 члена не бевте во Македонија кога се оформи Па и така авторизација. и почна, значи тоа време негде 2009-та
Симе не беше тука, беше чешка, мислам. И дое од таму со идеја да се почне. Да, и тргна таа работа така, прво што се склопивме, бевме некои 5-6 души, ама растеше после тоа натаму, ама нели низ години е секој од нас бил странство. Ама нема врска тоа, сепак креативниот процес не застанал, дали еден, дали двајца терале работата, се терало пошо. Го делим исто домислен, го делим истиот стил и затоа и обстојавме до сега. И од каде идејата да се создаде? Каде идејата? Па шо знам како да ти кажем, бевме по 14 години, уште порано, уште средна школа. Значи тогаш немавме тукави планови и соништа, пошто тие времења не ни дозволуваа ни такви ствари, нели? Сега е дигитална ера, сега е многу полесно да се промовираш. Тогаш се снимаше CD, имавме домашни студија, се снимаше на микрофони од слушалки и такви ствари, се правеа тука концерти. На базен. Да, на базен имаше доле тој што беше пабот во градска кафана, многу одамна ше затворен. Се правеа тоа евенти, ама бевме млади, ама немавме толкави амбиции. И после тоа како се зрее, се донесе до таа одлука да се створи авторизација. Морам да кажам мојата сторија, јас како влеов во авторизација. Мојот беше возев, си купив точак. Полупрофесионален и Дискови мојот немаш. беше јас, да, нема дискови, не со бубрек. И мојот беше ме викна Симо, седевме на тунелот на игралиште у колата и ми вика братче вака и вака. Симо е се предузимачот у знаеме- банда. Се знаеме одамна, нели, од деца и мојот вика е да направиме склоп, една групација, тоест веќе беше авторизација, и ми објаснува ствари која е поентата на сето тоа, на цело тоа движење. И вика се собереме најквалитетните луѓе од Велес. Само 9 ли собравте? Имаше Секојаш отворена за нови членови. Да, дефинитивно. иди ми, дојди ми, разбираш. Нати го дај ми го. Не, буквално И за што се таа деси? визија што делат тие девет души. Го слушам и му викам, брат, ке си возам точак го му. Не ми се рапуе, знаеш. Една вечер отидовме во студиото, горе на Теке. Се запивме и испадна мојавето да снимаме песна. Првата песна ми беше со Саша и со Леон, иста екипа. Ја снимав, после тоа се навлеков ко на Вена. И нема застој, отоаш на... Тоа е мојата сторија во авторизација и како сето тоа започнало, нели? А од каде името По старите авторизација? Името авторизација потекнува од тоа што нели ние артисти ко артисти сме на некој начин автори. Го твориме оноа што го пишуваме, нели, што го интерпретираме. Плюс истите тие, фактички ние, имаме авторитет врз она што го правиме и што го издаваме, што за народот да го чуе. Значи, фул авторитет врз тоа. Зошто рап? Не. Не е трудно полгурат. Тоа што представува за вас рапот? Ја ќе одговорам, значи, освен музика, слободно изразување. Нема цензура, како сакаш ќе се изразиш, кој како сака нека те разбере и тоа е тоа. И културата што променила многу живот и самата музика. Наспроти мислењето на сите, на целокупната јавност е рапот третира на наследство, промовира лаги, промовира насилие, промовира коцка, промовира некои неморални вредности. Рапот ми има научено на многу морални вредности в животот. Ме научи да бидам честен, да бидам поштен, да бидам карактерен, да не бидам дволичен. Значи, мене рапот ми дае некоја наслед во животот, одбран мене, не го дофе него, но одбран мене, како култура, како субкултура. Па да, види елементи. сие стереотипи, Човека, ти ќе бидеш слуга мене. Наученото морално вредности што денес во денешно општество се изгубени тие морални вредности, више полека се губат скроз. Каков е интересот за овој тип на музика во Велес? па видите, во Велес значи има дефинитивно заинтересираност, има луѓе што слушаат, ама дефинитивно ќе спомнам дека во Скопје, во Штип и по самите настапи, пошто таму секогаш има организирани настапи, и дефинитивно може да се каже дека и повише интересираност има. Али Исто така и Струмица. Струмица Има простор каде да и се представите на Дефинитивно, публиката? да. И тука некаде на 3-4 месеци правиме настапи во Тарантино. И во Чашка во Галеви. Таму слава. Не ми кажеш. Може да почнемо, Venice used to be the авторизација. industrial hub of Yugoslavia.
But times have changed. Авторизация. Екипата е меѓу четирицина, звукот ни дава ширина, ко да го преврте светов видам. Дојдов да видам овде насмеани баци, гледам цветошко пролет, но овој полет дигаш палци. Ми дава заци, значи оди ме напред. И пивото кога не сече, бито суши, следува запред. Ја скубам осет, гледам ова е слобода, гледам човекот свири, а ти си станала розова, знам. Не треба дозвола од никој да барам, ова е натворот системот, ке цртам како сакам шарам. Слободумно, млади лица изразена е свежа боја, сликата кристално чиста. DJ продуцент. Каков е вашиот став во поглед на издавањето на албуми, на снимање на спотови? Знаеме дека последниот период многу ретко изведувачите во Знаеш, е многу Македонија. интересно во Македонија. Мора и пошироко. Не, тие се земјоделци што земаат пари за тоа, не се музичари. И работава е што многу луѓе се научени да одат под некој, знаеш, под некоја куќа и они да им пишуваат текстови, и затоа не функционира. Пошто гледаат профит, ако си ставиш душата на лист и фатиш, напишеш и сам си напишеш музика, а возможно е тоа. Ако си више талент, можеш да оправиш тоа. Тоа ќе дае плод тоа сето. Ако си историш стварно тоа што го мислиш и што си ти стварно музички, можеш да најдеш начин да се експресираш и да се појавиш било каде, макар и на YouTube. Дами и сакаш господа, толку да ќе бидеш молам чуен. на аплауз за Урбански. Леле. Фала ви многу. Се живеели од ова или рапот останува само хоби? Па исто одговорот на Зоран може да важи тука. Може само да го надополнам, значи ако зборуваме за друга музика, дефинитивно може да се живее. Не спомнуваме сега која музика. Со рап дефинитивно многу мака треба за да видиш нешто од тоа. Ако сакаш да го материализираш. Ама не можеш да го дефинираш никако хоби, пошто е начин, мислам, си живееш така, го правиш тоа, не очекуваш некој фидбек, ненормален финансиски, буквално не треба ни да очекуваш. Ама па тоа што го доживуваш, тоа вреди. Да, soulful, скроз soulful. Што по издавањето на албумот? Следуваат настапи, има ли нешто веќе договорено или? Пред се морам да кажам за на 23-ти што требаше да се одржи настапот, се издишивме страшно многу. Имавме проби, беше оноа леле што ќе се деси, знаеш. Цела македонска рап сцена на саем. Значи сето тоа браво, али на крај се издиши, не знам по кои причини, не ќе да дебатирам. Тоа е едноставно. А после албумот, ја очекувам да има настапи, иако јас нема да бидам тука. Ќе си заминам далеко. Има таму настави. Да. Ќе ви се јавувам преку Skype таму, не е страшно. Со бразилки. Што ми беше мојот? Да. После албумот очекувам настапи, тоа екипата веројатно ќе си го држи тој концепт. Мислам дека имаме материјал за втор албум, нели, пошто 10% од овој албум се некои нови песни, дали 10. Другото се од 2009 Да. Јас би извадил, имам спремено некои ствари, соло албум, верувам дека и другите, Сите си пошто имаат, план. Јас рад да снимаш Да. доброто само, Да. да поставил. пошто имаат материјал и тоа е тоа, ќе испаднат исто видео записи. Безусловно на денот на промоцијата ќе биде ударно на видеобим, ќе се деси спотот. Време плов ќе испадне после компилацијата и Може нема уште несреча, една да. песна, Значи, нема несреча. мислам дека ќе испадне со 4 видео Четири, записи. па може и 5 ќе испаднат. Да, ама не сапираме Да. само тука, значи има во студија има проекти, сигурно уште еден албум сега да отидеме да го извадиме да го експортираме. Ама има уште, ти не се меш. И тоа, значи има идеи, идеи меѓу банда што се тука што имаат групи меѓусебно сами еден двајца, има за соло албуми идеи, има идеи за Тешко беше ова првенче да го да, извадиме. тоа беше ко раѓање дете буквално, имавме 3-4, да, имавме 3-4 спонтани абортуси, се менјаваа датуми ненормално, ама во е тоа 29 ќе биде врво.
За крај останува да ги поканиме сите на 29-ти. На 29-ти, значи нема шо да се двумите како, шо и зошто и каде. Палиш кола, идеш у Велес, тоа е една улица. Прашуваш Благо Ѓорев кај, пап кај, ќе видиш едно знаме авторизација обесено на дрвото. Тука сме ние, повелете кој да е Бојрум. Да уживаме да наздравиме. Живели. Ајде, ман. Ајде, живели. Не пиеш, Не е страшно. Фала ви дечки за гостувањето. Тимот на Успешни ви посакува нов албум наскоро. Фала на поканата. Една љубов.